Националните малцинства се на дното по остварувањето на своите права, велат од форумот на немнозинските заедници. Од оваа коалиција на граѓански организации, која е формирана за да ги соедини помалобројните заедници во борбата за право, потенцираат дека се на маргините, иако според последниот попис се 10% од вкупното население во државата. Според нив неопходно е да се вложува во образованието и културата за да можат да напредуваат и проактивно да учествуваат во сите процеси. Културните права, уметничките друштва се приватизирани во домовите на нашите заедници, значи не добиват никаква поддршка од страна на државата. Образованието на мајчин јазик, ромската и влашката заедница се уште не може да го остварат. Едно е што законски сега се направија компромиси околу бројот на ученици во одделението, меѓутоа нема наставен кадар. Значи не е вложено преку 30 години во наставен кадар, барем мајчиниот јазик да се учи. Од форумот порачуваат дека треба да имаат поголема поддршка од институциите и од новата влада. Според нив, одложувањето на поднесувањето на извештајот за спроведувањето на рамковната конвенција на Советот на Европа за заштита на националните малцинства го попречува критичкото оценување на напредокот и почитувањето на нивните права. Ова е шести пат каде што Македонија известува што прави и како ги имплементира правата на малцинствата. Македонија касни. Еве, ние ја подсетуваме новата власт дека тоа треба што поскоро да се направи, а ние секако како граѓански организации ќе поднесеме наш алтернативен или извештај во сенка во однос како ние ја гледаме сегашната состојба на националните малцинства и што треба да се направи. Од форумот додаваат дека ќе ги искористат сите можности за да укажат дека нивните права треба да се почитуваат, но и да учествуваат во сите национални и меѓународни процеси и политики.